Поголема грижа и контрола на препаратите и семенскиот материјал побараа денес оризопроизводителите од Сдруженијето Бело злато од Министерството за земјоделство. Реакцијата е резултат на проблемите со кои производителите се соочија, особено оваа година. Да се поведе рачун за квалитетен семенски материјал, за квалитетни репроматеријали, за квалитетни ѓубрива. Значи ние парите плаќаме дебело, ефект немаме ников. Намалени приноси. 20-30% има само просо, има 30% стаи црвен ориз, подник и ќе спадне 30% ориз. Ова е едно од конкретните барања на Сдруженијето кои се надеваат дека наскоро ќе им се исполни. Меѓу другото, на денешната пресконференција, од Бело злато истакнаа дека комуникацијата со Министерството е подобрена и нештата тргнале во позитивна насока. Побаравме средба со актуелниот министер Николовски, ја остваривме веднаш. Тоа остварување веднаш се роди со едно исполнување за оризопроизводителите, трократок зголемување на земјоделските субвенции. Значи, како што беа до сега 600 денари, од сега 2400 денари ќе добие по единица површина, односно по декар. Освен ова, земјоделците очекуваат олеснување и во други делови во земјоделието. Во секој момент треба да се реализира и давање на зелената нафта, која ќе го намали трошокот на оризопроизводството. Значи, друга мерка е исто така намалување на концесијата земјоделци кои имат земено земјиште од државата под закуп. Значи, тоа ќе биде намалено, концесијата ќе биде намалена. Во преговори е Министерството за земјоделие со АД Водостопанство за намалување на водниот надоместок. Инаку, жетвата на ориз започна денес, а производителите се надеваат дека арпата годинава ќе се откупува по 25 денари за килограм. Доколку откупувачите произведеното го платат по 18 денари, тогаш ресорното Министерство на земјоделците ќе им ја исплати разликата.